Оштетеноста на пешачката патека, односно кејот на Дојранското езеро на одредени места како резултат на зголемувањето на водата во езерото, е еден од поголемите проблеми со кои Дојран се соочува годинава. Како што истакна првиот човек на општината Борче Стамов, ќе се прави уредување, но се уште не постои начин на регулирање на нивото на Дојранското езеро. Она што ни недостасува или имаме поголем проблем годинава е исто така оштетеноста на пешачката патека или кејот на одредени делови пред се на крајните делови према границата во Стар Дојран. Сакам да информирам дека и годинава ќе направиме некој редување, меѓутоа не можеме целосно да ја санираме од причина што се уште не постои начин за регулација на нивото на Дојранското езеро. Доколку го санираме и не падна нивото на езерото, тоа повторно ќе се оштети, нема да има никаков ефект реконструкцијата, се додека не се стави во функција каналот за регулација на нивото на Дојранско езеро, кој се наоѓа во грчка страна. Во текот на овој месец се очекува општина Дојран да го потпише договорот за меѓуграничен проект со општина Кукуш, преку кој една од мерките е ставање во функција, реконструкција и реновирање на испустниот канал, но и изградба на лабораторија која во секое време ќе дава информација за квалитетот на водата, нивото, температурата и останатите карактеристики на езерото. Се работи за проект вреден околу 1,5 милион евра, обезбеден од Европска унија, кој очекуваме да биде завршен некаде до наредната година, со што ќе значително ќе се подобри и квалитетот на водата во Дојранското езеро, меѓутоа и ќе имаме континуирано следење на состојбите во Дојранското езеро. Како што истакна Стамов, овој проект ќе помогне во следењето не само на квалитетот на водата, туку и нивото, со цел да се заштити Дојранското крајбрежје од вакви оштетувања во иднина.